Организиран криминал. Ова е насловот на новата објава на потпредседателот на БЕСА Фатмир Лимани, кој не престанува со објавување на, како што вели тој, криминалите на ДУИ. Од луксузни имоти, лиценци за лотарија на Македонија, па се до казина. Тој вели дека зад втората лотарија во Македонија стои ДУИ, односно разработен систем кој се финансира со илегални пари од коцкањето. Главен за втората лиценца за лотарија во Македонија е фирмата Новоматик. Се започнува со казиното во Гевгелија, кое го води граф со соработникот Тал Силберштейн, со еврејско потекло кој дизајнира стратегијата на политичкото действување на ДУИ и преку лаги да обезбедат диктаторска власт која практикуваат низ годините. Во својата објава тој пишува дека треба да се анализираат и неисполнетите ветувања на интегративците, односно како што посочува Лимани. Албански премиер што не се случил, коридорот 8 кој не е реализиран, зелената агенда која не е исполнета и ред други проекти кои беа најавувани од партијата на Ахмети, а останаа само како празни зборови. Покрај ова требало да се разгледа и казиното Аустрија, кое, како што пишува потпредседателот на БЕСА, работи под ценка на Новоматика, раководена од австрискиот граф. Во овој случај треба да се потенцира 40 милиони евра годишен промет од лотарија, 500 милиони евра годишен обрт од казината, лиценците и дозволите ги издава Министерството за финансии и Дирекцијата за лотарија, со кои раководат функционирање на ДУИ. После сето ова се поставуваат прашањата зошто ДУИ го усвои законот за легализација на дрогата, зошто ДУИ го расшири коцкањето, игрите на среќа и казината во нашата држава, каде завршуваат сите овие пари што се споменати погоре, која е точката на среќавање на функционерите, криминалците и организираниот криминал во сите овие ситуации. Пред 10 дена, Лимани имаше слично обраќање на социјалните мрежи, каде преку видео објава го покажува раскошниот имот, за кој тој тврди дека му припаѓа на Али Ахмети.